Здраво, Теодора, како си? Добре сум, Теодора, како си ти? Фала ти, како те викаат на галено? Секако, значи Теодора, Теа, Теди, се Значи, прифатам. кај тебе сите варијации на тема се затоа што ни е долго името. Да. Иако јас реално цел мој живот бев окей со тоа да си бидам Теодора, ама кога веќе си помеѓу повеќе луѓе, некако прво им доаѓа да те викаат Теа. Така што прифатено и тоа. Супер. Прво сакав да те прашам за настанот што го организиравте во МКЦ, ама мислам тоа никаде за крај да го оставиме околу како си поминавте. Ќе зборуваме за многу интересна тема, за тема што баш не се зборува во медиумите, кога јас работев по големи медиуми, национални медиуми, некако не знам дали беше срамота за тоа да се збори или не стасуваше од другите теми. А тоа е менструација, пак ќе кажам срамота. Имавте многу интересно истражување, односно девојки каде што споделува искуства за својата прва менструација. Јас би сакала да почнеме за тоа. Се сеќаваш ли ти на твојата прва менструација? Како реагираш и дали беше подготвена и дали знаеше што ти се случува со телото? Да, се сеќавам онака, затоа што доаѓам од фамилија со 3 девојчиња, јас сум најстарата, ама ова било тема што секогаш се зборува на некој начин. И малце ја добив порано, мислам дека бев 11 години. Знам дека беше лето и дека очекував, бев во очекување целата школска година дека треба да се добие, дека нешто ќе се случува. И мислам дека беше лето, не беше ни едно посебно чувство, сам тоа дека добив баш пред одмор, па не можев да се бањам кога бев на одмор, ама само знам дека бев многу среќна кога ја добив. И од тука мислам дека и другите луѓе се, информирани, среќни, онака поведено од моето искуство, искуството кои го имаат другите девојки од период Скопје иницијативата. Ама реалноста е дека ова не е случајот за сите или да речем за мноштвото девојчиња во нашата држава. Дали ти се сеќаваш на твојата прва менструација? Да, јас имам поинакво искуство. Не дека се немало зборувано за тоа во домот, ама некако, бидејќи знаев дека сите околу мене, другарки, комшики, во училиште или можеби не зборува, исто така беше летен распуст. Јас имав веќе 12 години, затоа што мене ми беше на секој распуст роден ден во јуни. И јас мислев дека мене ме боли стомак, затоа што претходниот ден крадевме од комши сливи, додека се уште зелени, нели тие најсладки за крадење, за јадење кога се дете. И ме болеше многу стомак и мислев дека ме боли стомакот тоа и утредента кога видов крв, знаев што се случува, ама не знаев дека тоа боли. Имав слушано мајка ми и тетки и сите повозрасни, ама не знаев дека тоа боли. Ете, мислам дека во сите тие објаснувања во домот или што сме си ги зборувале со другарки, со наставнички, никој всушност не збори за моментот дека постои нешто што се вика PMS или дури да збори кога се толку малку е нешто апстрактно, па не знаеш дека тоа вклучува и болки во стомакот. Да, општо PMS кај нас кога се зборува и кога се прашува девојчињата дали се во PMS, се поврзува само со нервоза и нели јадење. И јадење, тоа е. Да, се согласувам, морам да кажам дека за жал твоето искуство не е единствено и е споделена да речем со други девојки и жени. Ние нашата публикација прва менструација, идејата за истата почна пред 4 години. Тоа беше една од првите работи кои направивме како период Скопје, како да почнеме да зборуваме за менструација, не можеме само ние да си правиме муабет. Покрај едуцирањето сакавме да помогнеме и кон на некој начин кршењето на стигмата околу менструацијата и зборувањето, па викаме ајде ќе собираме приказна за прва менструација, како еден момент во животот на една девојка или жена кој е монументален. Ние барам сме растане дека тогаш се станува жена, стануваш возрастен човек. И преку Google форма во време на пандемија, во рокот 1,5 година, мислам дека собравме над 70 приказни.
И кога почнавме да ги читаме приказните, така малце се застрашувачки на одит. Има голем дел на девојки и жени кои споделуваат дека слично како тебе не знаеле. Значи немале воопшто информации за што е менструација и дека нели ќе крварат и дека ќе имаат болки. Понатаму имаме приказни каде што девојките кријат дека имаат добиено, дали затоа што добиваат малце порано или се срамат или досега не се зборуваат во фамилијата, па на некој начин го одлагаат споделувањето на тоа дека ја добила првата менструација. Имаме моменти на засраменост, имаме моменти на страв, кога се наоѓаат во ситуации дали на физичко, дали јадење цреши, сливи, каде што се случува, дали умирам. Баш имавме една приказна каде што девојчата голманка била во текот на училишниот ден и доаѓа дома и вика на мајка топка ја удрила во текот на денот, ама не било ништо сериозно и доаѓа дома и вика мама јас имам внатрешно крварење, јас умирам. Затоа што се уплашила, готова видела крв на гакичките и тоа е. За мајка и да рече, да се насме да рече не умереш, само имаш прва менструација. И на некој начин зошто се важни овие приказни, мислам дека затоа што првпат создаваме простор каде што ги споделуваме овие работи. Затоа што јас се сеќавам дека за менструација зборувавме 7 и 8 оделение во соблекувална пред физичко. Така, да, тоа е универзално за сите. Тоа или кога никој ќе ти побара влошка, па ајде ева. После тоа во средно, не дури јас да речам со мојата привилегирана позадина да учам, не знам, во Скопска гимназија, во центар, што е да, не сме зборувале за менструација и сакавме баш онака, ајде да го почнеме разговорот и да демистифицираме овој момент, затоа што од она ние што го видовме за менструација кај нас се зборува во Facebook групи, или помеѓу жени кога станува моментот на да обидат да затруднат и кога одат на лекари, кога нели се прават одредени испитувања, тогаш менструацијата е најклучниот дел од нашиот живот. Нели кога сакаме да затрудниме или што е да е. Иако не треба да е така. Кога е поврзано само со Да. Кога е поврзано само со репродукција и тоа е исто така што е интересно. На најбазично ниво, кога е само делот со еве, да го кажам и најпросто, најупростено со размножување. Тоа е многу инстинктивно размислување и базично, ништо понатаму. Да, и кога зборуваме и за болката, имаш еден момент на нормализација. Што е нормална болка? Како може да дефинираме дали болката што има една жена е нормална или не? Ако не зборуваме, ако не одиме на гинеколог, ако не се заинтересираме повеќе за менструалното здравје, потоа голем број на жени дознаваат дека имаат некакво менструално нарушување баш во овој процес на размножување. За нешто што можеби живееле претходно 10 години со истото и не било адресирано. Можело и да се спречи или нешто да се превенира. Во тие 70 приказни, претпоставувам, биле анонимни, но ми интересира и од каде беа најмногу жените што одговара. Дали имаше разлика во одговорите од некој што живее во Скопска градска населба, кој од Карпош, со некој што е во Драчево како мене, некој што е во помал град, во село што е во внатрешност, да се разликуваат, или одговорите во тоа, но и во одговорите ако зборувам и за возраста, колку е различен одговор на девојка што има сега 20 години или 35 затоа што растеле во поинакво време? Генерално на тоа не размислувавме кога ги собиравме приказните, но во делот приказните например се спомнува дека доаѓаат од помали места. Имаше приказна каде што покрај или првата менструација кога ти доаѓа нака на срце си да си кажеш, имаше девојка која пишува за менструалната стигма која се случува во делот на купување вошки, во нели ставање во црни кеси, во весници, што е особено да речем потипично за помалите места. Кога станува збор за возраста, пак ќе кажам, имавме само податокот кој го баравме, на која возраст има добиена менструацијата. И оно што видовме, најмалата возраст на која се има девојче има прва менструација беше 9 години и тоа беше доста приказно, што мислам дека животно ќе ја памтам, со цреши, со 9 годишно девојче која да цреши и одеднаш нели има црвено на кичките и вика мама ова ми од црешите. И мајка ја вика не ти од црешите, тоа е менструација, ти си сега жена. И сега замислете, на 9 годишно девојче да му речете ти си сега жена. И девојчето бара дали може да имам јас вошки со мечења. Не, значи тоа е за деца, нема таква нешто. И дека тоа доста травматично го префатила и крајот онака што ме влева некоја надеж или нели еден circle back на тоа искуство, вика мене се уште не ми е јасно, дури после толку години, зашто немаме вошки со мечење.
Затоа што на некој начин голем дел од приказните за прва менструација се прецепираат како одземање на детството. Или ти си сега жени, кое тоа, што значи да се биде жена во едно општество, но исто така како може така лесно да се ја нафрлам оваа фраза кон мали девојки и девојчиња кои и не биле спремни нели да доживеат првата менструација, ги немале информациите, ги немале производите, биле сами на училиште или дома. Така. Но би можело ете во наредното истражување да баш би ме интересирало како податок. Верувам и на вас ке ви помогне многу тоа за истражувањата. Да се прашаат тие што одговараат колку години имаат, затоа што во различни возрасти, значи на некој што има 30 години и некој што има 20 години или 45, сигурно немал исто искуство и со самото соопштување и со тоа колку бил информиран, затоа што верувам дека ако на тој прашалник одговори девојче од 15 години е многу поинформирано од мене или од некој што е многу повозрасен од мене. Ова е интересно што го кажа со одземањето на детството. Гледаш секогаш него размислуваме така затоа што ни е толку наметнато како нешто нормално и моментот дека ти кажува дека сега си жена, а е многу чудно интересно што тоа во пубертет не им го кажува никој на момчињата кога нели природно ни се случуваат промени во телото и ако на првата менструација немаш со мечење улошки, зашто на момчињата за некои промени во пубертетот и пред пубертетот никој не им кажува сега нема топка да си играт. Баш, инаку за ова што го зборувавме нели компарацијата помеѓу возрастните групи, можеби малку некој увид може да не даде истражувањето на Тити Реактор, менструална правда од 2021 година, каде што беше составено два прашалници. Првиот прашалник беше за полнолетни учесници, а другиот беше за средношколки и ги имам тука пред мене делот бројките. Во однос на првата менструација, оние кои биле полнолетните учеснички, повеќе од пола се чувствувале збунато, секоја трета уплашено и секоја четврта засрамено. Додека кај средношколките 58% биле збунати, 30% биле уплашени, 14% засрамени и само 12% срекни кога добила првата менструација. Така што мислам дека има некој шифт во однос на тоа што се случува, ама не е доволно. Дури сега кога правевме епизода со антрополози, баш спорувавме дека за овие теми особено не моите родители, ама може нашите баби и дедовци, дури поотворено се зборувало за овие теми на времето, отколку сега, токму заради, не знам, некоја општествена стигма која се појавува последниве 2-3 декади. А зошто мислиш дека е сменето тоа? Зошто сега повеќе сме назад, да кажеме назад со размислувањата, отколку нели да стануваме по отворени, подани ние срам, ако нашите баби зборувале многу послободно? Да, искрено немам размислувано на темата, но мислам дека клучен фактор според мене би било и поменувањето на родителите време со своите деца, нели имање на слободно време кое може целосно бидат посветени. Понатаму и образовниот систем, ние постојано имаме некакви образовни реформи, се ставаат работи, се вадат работи, некои работи остануваат исти, ама оно што е клучно од мое време и можеби сега и тие што се помлади од мене, и дека некогаш се скокаат овие теми. На некој начин во текот на тоа кај по-старите генерации се развило некој момент на не зборуваме за ова, зборуваме за менструација, зборуваме за ова, може да скокнете, може да се прочитате сами во учебникот и исто така мислам дека родителите очекуваат дека образованието ќе им помогне нивните деца да се стекнат со сите знаења и вештини и ќе ги подготви за животот, затоа што тоа е идејата на формално образование. А на некој начин нашиот образовен систем не го прави тоа. Тука сите се надеваат, ја префрламе топката, некој ќе направи нешто, а тоа не се случува. На некој начин се оставени нашите деца и млади сами да ги бараат овие информации по Google сега, по форуми и по слични медиуми. Добро, вашата работа и зборувањето со девојки и со жени, кажа дека раскажале за првата менструација, но
Што кажуваат тебе, например, за образованието? Затоа што јас се сеќавам дека лекциите што биле за репродуктивното здравје и за репродуктивните органи, дури во медицина, значи повторам, кога учев во медицина, во средно, на пракса хигиената на пациент на репродуктивните органи беше прескокната затоа што беше срамота професорката што предава нега на болен да покаже како се пребришува и мие полов орган. Значи идеме до таму дека ако утре се разболиме и отидеме во болница, медицинската сестра или болничарот не знае како правилно да ви избања ако сте во кревет, затоа што тоа е срамота да се учи дури во медицинско. Која е твојата перцепција со твоите колешки што зборуваш, со надвор, со другарки, со или вашата таргет група, колку образованието ни ги научило нешто? Затоа што јас мислам, констатиравме дека дома е срамота да се збори, ама колку нашето образование има потврдено за вакви работи? Па мислам дека одговорот е многу. Од истото истражување, 64% од средношколките одговориле дека во нивното училиште никогаш не биле организирани предавања или разговори за менструација и за достапните услови за одржување на менструалната хигиена. Од моето искуство, јас кога бев во основна, ние имавме едно предавање од приватна компанија која продава вошки, кое се случи, мислам, 7 или 8 оделение, веќе да речеме голем дел од девојчињата имале менструација, добила прва менструација и веќе нели менструираат постојано. И уствари тоа предавање, колку и нели да имаме моментот на општествена одговорност и ги учиме девојчињата за вошките, на крај на денот беше еден маркетинг пич за ова е најдобриот производ што може да го купите. А при тоа беа нели промовирани најскапите вошки на пазарот на колку? 13 до 14 годишни девојчиња. И сега јас од тоа најмногу што се сеќавам од тоа предавање беше дека имаме вошка и дека имаме Кока-кола. И нели Кока-колата иструваме на вошката ни покажа колку абсорбираат вошките. Не се сеќавам дека сме збореле малку повеќе за менструација, ама знам дека го чувам некаде дома едно флаерче што ни го дадоа, што мислам дека дојде прекасно во моето искуство со менструација, за како нели да се снајдеш со прва менструација. За жал, таквите празни простори кои ги креираат нашето формално образование оставаат простор на приватни компании, нели да си го буткаат нивниот интерес, тоа нели да го продадат производот, да го промовираат производот и пред се на една доста исто така да не речам не маргинализирана група, ама деца се, не продаваш работи на деца, нели? Vulnerable на македонски не ми текнува група, како што се децата и да им, нели, да им промовираш еден производ кој има клучен пред се за здравјето, дека еве. И мислам дека ни дадоа едно пакетче вошки. Тоа е, мислам, пикот од моето искуство за зборување за менструација во основно училиште, баш во моментот нели кога ти е потребна најголемата поддршка. Потоа се сеќавам во средно учев смер што е повеќе природно-математички Б, што е така медицина, и ја учевме менструацијата, ама не знам, јас се сеќавам дека ја учев за оценка менструацијата, наместо да учам како нешто што е дел од мене и што треба да го живеам уствари секој месец. Ама да беше доста медицински и никогаш не се опфати оној општествен дел кога станува збор за менструацијата, туку повеќе кои се циклусите што се случуваат. Па добро, мислам дека и на тоа доволно не се внимание не се посветува, затоа што го спомнавме преска. За жал уште во денешно време жени, па за мажи да не ни спомнувам, не знаат што се случува во еден менструален нели циклус и јас се уште се чудам како може некој да каже дека случајно забременува. Луѓе не знаат дека постои овулација, не знаат кои се сите делови од циклусот или дознаваат кога веќе имаат проблеми да останат бремени. Што на 25-30 години не можеме ние да оставиме на индивидуална одговорност, зашто некој сам не прочитал. Не треба некој да оди сам да прочита, треба да го научат. Ние тоа еве за менструалниот циклус по гинекологија го учевме во 4-та година, што според мене е веќе касно на 18 години да учиш такви работи, ако рачунаш дека повеќето
луѓето на кои предаваш се сексуално активни, а војно-медицинско училиште од 35-30 се жени, може да останат трудни. И веќе е доцна на 18 години да го учиш некој кога се ослободува јајце клетка и што може со незе да се случи, така што нема да ни помогне бесплатните улошки ако ни ги дадат на 13 години. Баш ме зачуди затоа што дете на 12 години нема ни свои пари. Точно. Малолетно е, не знам ни дали е законски, ни дали смее некој да ви продава. Не знам дали е продолжена оваа пракса, ама и те некој, значи нас на не знам ниво еден сектор толку не е тешко да влеземе во училиштето кога сакаме да зборуваме за одредени теми, а некој добро ова било пред 10 на години, 10 на 12 години, имало отворена врата за приватен сектор да се прави маркетинг. Сектор вие треба да бидете дополнување на она што образованието треба да го прави, не може вие да го замените школото, не би требало. Да, и она што ми е мене доста, мислам, секогаш кога зборуваме на темата за менструација, нели концептот на менструална сиромаштија, секогаш сакам да напоменам дека кога зборуваме за менструална сиромаштија, не зборуваме само за недостаток на пристапни производи, бесплатни производи за менструација, зборуваме и за недостаток на соодветни тоалети за одржување на менструалното здравје. Исто така зборуваме и за недостаток на информација и образование за менструацијата и за менструалното здравје, затоа што не станува збор само нешто што се случува кај девојчињата. И сиромаштија не е само материјалниот дел, и тоа да разјасниме. Да, не е поентата дали некој има пари, па ќе ви дадеме без пари. Она што кога зборуваме на темава треба онака баш сеопфатен пристап, значи не требаат и бесплатни вошки, не треба и образование. Премногу не треба образование и не требаат соодветни тоалети. Не треба девојчињата во нашата држава во средно училиште да не губат просечно 36 дена во текот на 4 годишно образование. Тоа кажуваат истражувањата кај нас, дека поради менструација и менструални болки 36 денови во текот на 4 годишно образование средношколките губат во споредба со нивните соученици момчиња. Поради непристапност или поради се што се случува во една менструација, болките, затоа што знаат дека во училиште нема каде да сменат улошки, значи поради целото заедно. Поради целото заедно, значи тука се наведени дека и тоалетите немаат соодветни услови. Немаат никаде, да не претаруваме, сапун нема, да не одиме понатаму. Да, искочи пред некој ден, пред некоја недела имаше баш видео ден на училиште како изгледа еден тоалет и јас се сеќавам дека не сум ги користела толку многу тоалетите. Никој од нас за ништо не ги користел. Сега да бидеме реални, немаше каде да измиеме раце за да доручкуваш на голем одмор, да не збориме за повеќе работи. Понатаму и болките што ги спомнавме, голем дел од девојките и жените чувствуваат некакви болки, потоа и во делот на колку чини менструацијата и менструалното здравје се земени предвид и цената на апчињата, нели, за намалување на болките и исто така кога станува збор за болките, јас оваа приказна на повтор пат ја споделувам, ама мислам дека е многу важно во средно образование на часот спорт, нели имаме доколку имаш добиено, не мора да вежбаш и тоа го споделуваш од професор и јас имав маш професор и реално не е моја приказна, ама бев сведок на истата и се случува да една девојче му вика професор, извинете, јас не можам да вежбам денеска, имам болки, имам менструација и он вика не е тоа точно. Јас тука на сите ви ги имам календарите, знам кој кога добива, не може ти пак да имаш добиена и така потишно да веќе вика, ама јас имам синдром на полицистични јајници. Значи, што ќе ми објаснуваш? Маш професор, нели авторитет, мене ми објаснува дека јас не можам сега да имам добиена, затоа што он го имал календарот и според нели неговото базично знаење за што е менструација, тоа не може да се случи. Потука не треба баш едукација и на образовниот кадар. Не викам дека сигурно ќе се појави некој ќе рече, ама девојчињата го злоупотребуваат тоа, вежбаат и не вежбаат кога, нели многу поише сакаат да не вежбаат кога имаат добиено. Баш и поради незнаењето може и да се злоупотребува. Ако сме реални. Точно. И сега окей, ама имаме случаеви, поголем дел, кои навистина не треба да не вежбаме, не требаме, има нели различни менструални нарушувања кои постојат, за кои болките и генерално и крварењето нема што јас тука да се оправдувам на некој начин и пред се да не ми веруваат како жена, како девојка која ова нели едно автентично искуство што го имам јас и да се стави под знак прашалник моето здравје.
И она што мене ми се случува само затоа што во учебникот по биологија стои дека просечната должина на еден менструален циклус е 28 дена. 5 трае менструација и тоа е просекот. Тоа е за сите истото. Па еве за вакво искуство јас еднаш на лингво живо мислам дека ќе падне во несвес од болки. Затоа што јас сега не можам да се пожалам ако тоа системот не го решил. Секогаш сум имала разбирање од моите колешки и колеги дека јас не можам да функционирам особено на првиот ден од менструацијата и дека такви болки и крварење јас не сум способна за ништо и дури не знам ни зошто сум одела на работа за само да седам. И јас имав коментари од типот дека па само ти ли добиваш, ајде ки истераш за 5 минути, за 10 минути. И јас во програма во живо, тоа беа секунди, мислам, кај што јас го тргнав микрофонот и му кажав на снимателот дека мене ми е лошо, па некако се снајдов ми тоа прекина, затоа што јас баш ке колабирав. И ете го имаме некојаш муабетот за жал и од жени. Да. Многу често, каде што ти кажуваат, па сега само ти ли добиваш, само ти ли имаш јајници, и јас добивам. Мене нема боли, јас можам. Јас сум многу среќна за сите што немаат никакви болки, јас не се родив да бидам една од тие и да немам болки. Мислам дека треби на таа солидарност и емпатија, не знам зошто уште постои, особено дека некојаш па може од мажи дека не разбираат, толку сум имала повеќе разбирање отколку од Зашто не сака да жени. зборуваат, добро, Да, не ви зашто кажам, таму не ви гадно не збори. Ама па не знам зошто уште постојат такви работи. Дека и меѓусебно жените не се разбираме. Да, не мислам дека не се разбираме, ама мислам дека сега да кажам и жените се големи потпомагатели на патриархатот и оние уверувања кои ги имаме, па кога ќе речеш, ама јас добивам и немам болки, ти си нели жена како што треба. Добива и не ја боли и тера со животот и ти си таму најгоре на пиедесталот на некоја си скала, додека имаме потреба на некој начин да бидеме. Мене тоа не ми е. Мене тоа ми е да речам еден момент што ми е најтажен, кога нема таа солидарност од жени, емпатија, кога окей, моето искуство, твое, имам апсолутно разбирање и апсолутна поддршка, затоа што баш дека очекуваме од други жени да да не идеме на разбирање и на поддршка во овие моменти, кога во тој момент вратата се затвора и добиваш дополнително осудување за болката што ја чувствуваш, на некој начин така ми се крши срцето. Да, на крајот на криштата сите и сме одели на работа и мораш да одиш на работа и сме оделе на училиште, да сме изостанувале од школа, ама не толку често. И одиш и излегуваш и трпиш болки и функционираш најнормално. И после нели прават на рекламите за влошки дека сите се полетни со бели панталони, значи немојте, молам. Да, мислам дека за прв пат... Не дека ние не правиме секога имаме добиено. Значи, бидејќи нас законот и законите ни се такви какви што ни се, тоа станува, што боли стомакот, пиеш 3 кетонали, викаш, ки издржам денес, морам. За жал, мораме. Значи, да можеме да седиме дома, ќе седиме дома. Еве со рекламите го спомнав, нели сите сме полетни, крвта е плава. Плава, да. Црвена. Пошто ние сме, нели? Даде принцези. Затоа имаме плава крв. Што друго од тие стереотипи и глупости ќе ги кажам, што се во маркетингот, во секојдневието, ти се чудни, смешни, не знаеш зошто уште се немаат сменето, мене веќе ми се смешни рекламите. Затоа што уште се прават во оваа година, 2024 реклами со бели панталони и плава крв. Да бидам искрена, давна не сум уклучила телевизор и не знам дали е тоа добро или лошо. Ама да, мислам дека за прв пат оваа година или лани не ме држи за збор, беше искористена црвена течност во една реклама, некај нас општо на светско ниво, за промовирање на вошки. Мислам, во 2023-2024 ние конечно зборуваме за вошките, за тоа што се, односно дека треба да абсорбираат крв и за прв пат мислам дека беа и тестирани со вистинска крв, а не со течност која е слична во густината на крвта. Не знам, од митови ние работевме една кампања да раскинеме со митовите во однос што постои со менструацијата. И, например, кај нас најкористените менструални производи се вошки. И
поради многу работи, предса тие се најдостапни на пазарот, имаме голем број на брендови, имаме голем број на нели видови на вушки, но исто така поради митот дека тампонот е одзема невиноста. И еден од митовите со кои сакавме да раскинеме е Уште дека постои тој мит. уште постои и е пресилен, затоа што моравме да ги исклучиме коментарите на нашиот пост на Инстаграм, што прв пат и последен пат го направивме, бидејќи бевме преплавани од коментари пред се од мажи, да ни објасна дека ние не сме во право затоа што го зборуваме дека тампонот ја одзема невиноста. Бидејќи они имаат како да докажат, нели? Да, го На имаме нели нивното тука тело хименот и сите може тие они да митови што кажат. се, они се експертите пред се и да, тука беше тој момент дека се уште не зборуваме. Дури да се користат тампони кај девојки, тоа се случува малку подоцна во нивниот живот. И само на одмор. И само за да на се одмор, бањаш. да. За разлика на пример во еве ќе ги дадам како пример САД, таму најкористениот нели менструален производ се тампоните, девојчињата со првата менструација или ако не веќе втората се користат тампонета. И може би бидејќи има повеќе избор, го спомена тоа Да, кај нас да, не да, има да. толку брендови, нема избор. Нема избор, да, и мислам дека оди рака под рака со оваа стигма и прецепирање на тампонот како средство што одзема невиноста кај девојчињата и дека ако некој користи тампон, ако некоја девојка користи тампон, Имаше еден куп коментари дека они баш знаат зашто користат секој ден ние и тука они се знаат. обидовме малце, викаме ајде да не сакаме нели да цензурираме и да се објасниме во коментари ова, затоа што ова се поврзува со митот за невиноста, како прецепираме што е невиност. Тоа е општествена конструкција. Хименот може да се скина на многу различни начини кои не се поврзани со пенетрација. Ама кај нас си уште се поврзува хименот со невиност и нели хименот, невиност и тампонот, тоа е светото тројство. Јас не знам дека уште е толку изразено и дека да ги гледаш генерацијски Да. се пренесува и дека тоа не е изумрело, дека уште луѓе при се што е достапно како литература мислат дека може невиност да се Знаеш изгуби што така. мислам дека тука е моментот исто така покрај имањето на пристап до информации, сметам дека почнува да се развива еден момент на малце посилно од претходно, на недостаток на критичка мисла и недостаток на прецепирање на информации кои се точно дадени наспроти она што е мит или нешто што немаме никаков доказ. И мислам дека сте повеќе млади луѓе стануваат радикализирани во однос на добивањето на информации. Кажувам нешто што е факт, значи факта. И тука викаш, ама не е тоа така. Мене цел живот му учат дека е вака. Кои се изворите, кој го кажал тоа? Не, мене му учат тоа и тоа јас ова во школа не ми го кажале или не ми го спомнале. Тука ти кој е да си што и да ми кажеш и да имаш 500 извори таму во таа една твоја реченица да поддржи, не И дури да не се не е прецепира. факт, дури да е мислење, и пак е тоа сега периодов многу го зборуваме, дури да е мислење, што мислење е многу поразлично од твоето, ама јас ако не повредам никого со тоа Точно, мислење, да. не ширам говор на омрза, не можеш ти да ми го наметнеш твоето. Убаво го Да. спомена, имаше неколку истражувања баш на Дојче Веле, дека младите луѓе сега се радикализираат, дека ти си вамо или тамо и никако нема нијанси на мислење и на ставови. Да, мислам дека ова е првата генерација, мојата генерација, каде што за прв пат се гледа толку голем генерацијски јас помеѓу политичките ставови, мислење и делоги на момчињата од мојата генерација и мажете и девојките и девојчињата. Значи за прв пат се наоѓаме на еден спектрум поради многу работи, ама мислам дека пак Секако може не се добри, мислам не е Не, секако не е добра, последицава затоа не што е не си добра. отворен да, мислам, ти правиш кампања, ние сакаме тука да educираме и те се појавуваат, не знам, десети на мажи во коментарите, викаат ти не си во право. И тука е моментот до степен на навреди и тој момент што јас ти кажувам што е. Ти давам литература поддржано, се обидувам ова да го направам на еден многу разбирлив јазик и ти одземаш дел од своето време и пишуваш дека не сме во право и продолжуваш да шириш мизогинија и сексизам. Затоа што така на некој начин се случуваат работите. Ама да, тоа е навистина загрижувачки, затоа што ова за прв пат не се случува во историјата, барем во последниот век. Интернетот им даде на сите луѓе без разлика на возраста. Да. Моги да мислат дека нема никаква последица со тоа што ќе ти го напишат. Со тоа што не само што факти не се почитуваат, не се почитува ни мислење. Јас веќе почнав на луѓе, додека порано се обидував да
им објаснувам, сега почнав да кажувам, луѓе, јас кажувам општ став за нешто што јас го мислам и тука да завршиме. Да. Јас, затоа што сметам дека треба да се зборува за менструација, се ти тука поканета. И ако некого тоа го повредува, не е мој проблем. Да. Јас во мојата емисија, во мојот подкаст планирам да имам и свештено лице, затоа што сакам да знам каде и зашто и некои работи се случуваат во општеството, и ако на тоа не му одговара некој, исто така скролни, се додека изјавите нечиви и тоа вие што го правите, и тоа некој што ќе коментира, а не шири говор на омраза, се додека не подлежи тоа на кривично дело, што си загрозен од мен. Да, кога ги спомна сега интернетот и форумите, уствари една од причините поради која почна периодско иницијативата, зашто ние сме 4 девојки што работиме и секоја од нас има претходно искуство како едукаторка пасивно сексуално образование. И во 2018 излезе првото истражување на оваа тема, далечната 2018, каде што излезе еден наод дека 15% девојчињата во нашата држава не користат менструални производи, односно волшки, туку користат страшно, 15%. туку користат весници, харти, не знам, текстил и слично. Значи, се сеќавам од 2018 отвори, викам да видам што се случува по форумите. Имаше на Фемина форум баш тема, и баш ја проверив пред некој ден со извадок од истражувањето и што мислите, дали ова вистина. И голем дел од жените во коментар пишува изјави од типот на значи ова се лаги, како немаат пари за вошки, а имаат пари за цигари, иако цигарите нигде не беа спомнати у муабетов. И јас не сум имала пари, ама секад сум имала пари за вошки, не е ова вистина, значи се преувеличува, нема врска, кај мене не е така. И сега не можеш баш да видиш од каде се сите овие коментари или од каде се овие профили, дали се од Скопје, дали се надвор од Скопје, дали се надвор од државата. Ама баш тој недостиг на солидарност што имаме. И мене искрено прво нешто што ми текна, што би, нели, за да им објаснам дека навистина постои, не напишав на форумот, ама приказна што секогаш ми се појавува во мозок, баба ми и дедо ми живеа преку лето во едно селце, сега не знам, као баш на планина, нема продавница, најблиското место кај што има продавница е на 10-15 минути со кола. И сега имаше, нормално, нашите села изумираат и се прашуваме, нели, зошто. Во селото, како константни граѓани, луѓе што живеат тамо, имаше 2 помлади фамилии што имаат деца. Се вкупно беа 5-6 деца од цела села, од кои половина беа девојчиња. Сега за тоа девојче да стигне до менструални производи, прво ќе треба да чека да дојде така наречени кола продавници од најблиското место што носат производи, не знам, лепи најбитно, иако нешто си нарачаш, доаѓаат 2 пати во текот на неделата и ти ги продаваат овие работи. Значи прво тоа девојче, еден ќе треба да има пристап до пари да си купи волшки. Второ ќе треба да дојде на сред село и да каже на продавачот или продавачката што ја вози колата, дали ќе може следен пат да ми донесеш волшки кога ќе доаѓаш. И нели таа да отиде на следното одење да ги донесе волшките и за да нели девојчето стигне до производи за менструална хигиена, затоа што добро може да се оди со кола, исто така малолетни деца не може да возат кола. И сега јас знам точно случаи и во тие конкретни моменти кај што ти немаш продавница, не се сите од Скопје кај што имаш продавници што цело време ти работат, имаш пристап на волшки колку сакаш, имаш не знам волшки на парче, што јас искрено неам видено такво нешто да се продава сега, ама можеби е типично за други места. Малце мора да излеземе од нашите искуства, нели? Убаво е, си ги имаме. Исто така, замисли се дека живееш надвор од Скопје, дека живееш во помал место, дека живееш на 10-15 минути, 20 минути од продавница, дека волшките не се ни ефтина работа што треба да ги купиш. Меѓу другото, меѓу нели сите производи за исхрана. Така што така никако забораваме доста на моментот дека не е нашето искуство единствено. И дека треба да веруваме на овие работи и дека ако има некој наод за нешто, сигурно, нели, каде има чат, таму има и оган. Има делумно, ако не целосно вистина, дека навистина е тешко да се дојде до менструални производи, особено кога зборуваме за децентрализацијата и надвор од Скопје и рурални места, и дека однапред ти ќе мора да купиш неколку пакетчиња за следно одење, нели, во градот, во продавница и слично. А зошто за овие прашања?
затоа што се базични работи, основни работи што нас не требаат да функционираме, тоа еднаш во месецот добиваш менструација, мора да имаш улошки, нели жени што имаат проблеми со полицистични јаници, други нели хормонски заболувања, некои имаат потреби од повеќе или имаат пообилни циклуси, повеќе денови, не може да завршат работа со едно пакетче. Зошто еве според мене некој што е од медиумите многу касно почна да се зборува за ова, затоа што веќе ако зборуваме за што во феминизмот треба да се зборува и да се направи, убаво е што има еден куп луѓе што работат и на други теми, работат од многу поодамна. Но што правиме со тоа кога основните работи не ни се решени? Затоа што според мене не викам дека сега скокаме скалила или дека не треба да се збори за насилство врз жените или за други прашања нас што не засегаат, но зошто волку доцна почна да се зборува? Затоа што ние без нели со менструална сиромаштија, со слабо образование не можеме да функционираме, значи тебе секој невието ти е нарушено. Зошто скокаме скалила? Многу касно почна да се зборува за ова. Ти си првата генерација што сериозно зборувате за ова. Да, знаеш, и истото прашање јас го имав пред 4 години кога почнавме, затоа што јас сум и активна во делот нели на област на сексуално и репродуктивно здравје и права, кој опфаќа многу различни права и пристап до здравствени услуги кои не се потребни. Ама од секогаш, да речеме, менструацијата била на краевите, најдолу на листата. Препоставам затоа што луѓето не биле свесни за колкав е импактот кој го има во нашиот живот, нели врз нашиот потенцијал исто така. Затоа што баш како што кажа ти, зборуваме за менструација, менструална сиромаштија. Тоа не е некој концепт за многу луѓе изгледа нели чуден, стран, непознат, ама има реални влијанија врз нашиот живот. Има менструација, немам производи, не одам на училиште. Не одам на училиште или губам денови од училиште. Имам по-лош пристап или по намален квалитет на образованието кој го добивам. Имам намален пристап до образовни можности понатаму. Не знам, баш тогаш имало некоја обука, некоја друга интересна на училиште, јас таа ја губам. И на работа. И на работа. Понатаму и на работа. Работи. Понатаму влијае или на можностите за работа. Економското зајакнување на жените. Не физичкото здравје, добросостојба, болките, немањето на производи за соодветно да се менеджира менструалната хигиена може да доведе до некакви инфекции слично. И ова менталното здравје, стигмата, срамот, постојано да бидеш осудуван или некој да ти шепка, сите овие работи се реалност. Може би не сме ги препознале како досега како такви, ама тоа е тоа што кога зборуваме за менструална сиромаштија, за ова зборуваме дека девојчињата не идат на училиште, губат образование, губат квалитетен пристап. А исто така нели зборуваме дека образованието е клучното нешто, нели одскочната даска за еден човек и еден поединец во нашето општество. Така што и мене мислам дека 2015 во глобални рамки се менува некако разговорот и се вметнува полека менструацијата и мислам дека пред се доаѓа исто така од западни земји, иако кај нас моментот е не може би ова да се дешава у развиени, високо развиени држави, ние држави во развој, ова се дешава таму некаде утепани сиромашни земји. Тоа е апсолутно неточно. Ова е проблем кој ги надминува оние стапки на развој како ние што ги прецепираме и дека ова е проблем кој пусти во секоја држава, без разлика на нејзината развиеност или неразвиеност или потенцијал да се развие. Или може би од друга страна тоа толку го имаме сватено како нормално, нели, добиваш стомакот те боли, тоа ќе си потрпиш или ќе си земеш ден од болување, нема да одиш на работа, нема да одиш во школа, другите ќе те оправдаат. Исто како со постпородилната депресија од која ќе се породиш или болките што жените ги имаат на 9 месеци, не ти е среден организмот, но ти почнуваш да работиш, зашто тоа ти е мораш да работиш. И можеби зашто за ова прашање не се зборувало е тоа што ние маката и страдањето што ни е дадено уште во Библијата на жената, толку си го имаме прифатено низ годините и низ генерациите, па не сме збореле, зашто како ако не можам јас 5 дена во месецот да функционирам, или ако јас лично немам таков проблем, но замисли да не можам да си купам улошки или да немам доволно пари да си купам апчиња, и зашто понатака ние ќе збориме за емансипацијата моја како жена, ако овие базичните работи не ми се средени, затоа те прашав, како можело да е толку долу на приоритети кога
треба да е меѓу првите. Да, Твојата мислам добра дека состојба во месецот, во годината, во целиот живот. Мислам дека и тоа бидејќи голем дел од овие разговори се случуваат помеѓу 4 очи измеѓу мајки и ќерки. 89% од средношколките кај нас зборувале за оваа тема само со нивните мајки. И на некој начин се перцепирани како женски разговори и разговори кои имаат некој, да речеме, рок на траење, и тој момент што го речат и нормализацијата. Ајде, сите ги боли, сите добиваат, не си единствена. Мислам дека и така претонесуваат да овие теми не скокнат повисоко, бидејќи е баш онака женска тема и нели некој смета дека ова само жени треба да зборат. Апсолутно не. Секој треба да биде образован за менструацијата. Дали еве на вашите предавања некои работилници што сте ги имале, сега не збориме за Google форми нели истражувања, доаѓаат и мажи, што прашуваат мажите, што еден маж во Македонија млад го интересира од тие што се појавиле? Да, не доаѓаат, прво тоа ќе кажам дека не доаѓаат, многу кога ќе видат менструација, како да им викаш не за мажи, како да стои веднаш по тоа, не доаѓаат. Мислам дека можеби само на една работилница имавме момчиња, ама не сум сигурна. Се пред се станува збор за пак теби кои се женски. Освен ако не отидеш, не се случува. Уште не сме почнала така агресивно да одиме и да зборуваме со момчиња, не доаѓаат бидејќи мислат дека не се повикани, нели? Да зборуваат на овие теми. Мислам дека не само што се повикани, туку едноставно растан се со тоа дека па дури предавања за менструација што ги спомнав, мене што ми се случи, момчињата пеа надвор. Момчињата надвор од училницата, тука остануваат само девојчињата зборуваат за прва менструација, и така е важно да се информираат, бидејќи низа видеа на TikTok ми излагуваат за општо непознавање на женскиот репродуктивен систем. Значи, неразбирање од тој аспект. Не викам дека треба секој да е профи, ама секој треба да има некоја базично познавање за менструација. Не има ни јасен концепт од кога не можеш ли да го одложиш, мора ли сега да добиеш, како знаеш дека добиваш, па не знам. Онака броја ми се надевам дека ќе дојде кој што треба. Многу е важно и момчињата да бидат вклучени во ова, ама да, мислам дека ние малце прекинавме периодов со теренската работа, ама претходно сме имале стварно потешко било, освен ако не се медицинари. Па, ајде да речеме од тој медицински аспект да бидат заинтересирани повеќе да научат, ама навистина многу тешко генерално да се ангажираат момчињата за какви било општествени теми, па што имам работене на други работилници и други теми, многу се поактивни за вакви општествени прашања, активистички прашања. Ова се реални проблеми пред се, да дојдат момчиња на работилници и да споделат нивни мислења. Зошто е тоа така? Веројатно генерацијски го наследуваме. Ако тоа момче во средно го во основно го избркале од предавањето за влошки, и понатаму мисли дека не треба. Да. Претпоставам дека кажа мајките со ќерките зборат тоа, ама мајка не седнува со синот. Да. Тоа е да, и општо да се надоврзам на темата зашто не се зборува на овие работи, имаме во светски рамки не се инвестира доволно во менструалното здравје и во генерално истражување на оваа тема. Не зборувам во истражување на бројки за менструална сиромаштија, зборувам за истражување во однос на менструалните нарушувања што се реалност на една жена. Немаме доволно истражување на оваа тема затоа што нема доволно пари да се инвестираат, затоа што не се смета дека е важно. Сигурно има нешто, некој по-конкретен проблем кој ги засека и мажите и жените во кои би инвестирала. Па така, например, од менструални нарушувања ендометриозата, која се почесто се слушам луѓе да зборуваат, 1 во 10 жени ја има, а просечната должина на дијагностицирање што ти е потребна е 10 години. 10 години е просечно потребно на една жена од почетокот до крајот да добие незната дијагноза за ендометриоза, затоа што треба да оди да го убедува доктора дека ова е сериозно, ама јас стварно имам болки што не можам да ги трпам. Да се надеваме дека докторот нели информиран, па треба да истражува, па да се осигураме, тоа е предолг период каде што не имаш добиено нели соодветната здравствена грижа. Оно што го зборувавме за растојаната нега пристапот до здравје генерално, ти не си здрава, нема никако да се третира. Кај нас голем дел од менструалните нарушувања се сведуваат да се третираат со орална контрацепција, што има голем број на, да речеме, нели, нус појави, не за сите, ама постојат на
на пакувањата и не се лекот. Тоа е третманот. Се третира тоа ти што го имаш, ама не можеме да го излечиме. Токму затоа што не зборуваме за овие женски теми, затоа што не се инвестира, затоа што луѓето кои ги даваат парите што ги имаат се пред се мажи или гледаат некој по голема таргет група која ќе бенефицира. Едноставно за многу луѓе не е исплатливо да се инвестира во овие теми, а е многу важно. А што покажува вашата работа, бидејќи нели еве и тоа барем сите го знаат во Македонија, претпоставувам дека после првата менструација треба да се отиде на гинеколог. Што вашата работа, што вашите искуства покажале колку тие деца се малолетни девојчиња, нивните родители ги носат на лекар по добивањето на првата менструација. Да, тоа што го кажа ти клучно, колку нивните родители ги носат, затоа што малолетници не може да одат сами на гинеколог, мислам дека има една возрастна граница пред да може сами да одат. Кај нас се перцепира дека првото одење на гинеколог е после првиот сексуален однос наместо првата менструација. А па дури и тогаш, нели, птина ако ништо се случува, ако е нешто лошо, се уште треба да се се уште е срамота, се уште не знаеме како да ги подготвиме девојчињата за одење на гинеколог, ама исто така има еден друг момент, а тоа е квалитетот на грижа кој го добиваме и разбирање. Имаше баш на една од работелниците сподели една девојка која има, не знам сега кој конкретно менструално нарушување, ама дали беше полицистичен или ендометриоза, изјавата која добила нејзиниот гинеколог е: "Абе кога ќе родиш се ќе се среди." Да, тоа со болките мене ми имаат кажано. Ако не ќе да родам, што правиме во тој момент? Зашто? Она толку убаво го имаше кажано тоа, зашто моето здравје, моето добросостојба да зависи од нешто таму страно што можеби јас нема да имам деца, можеби не сакам да имам деца. И дали можеби таа болест нема да прогресира до таму што можеби нема да можеш да имаш деца дури да сакаш. А тоа се перцепира како лекот. На мајка ми исто да го имат кажано. На сите мене ми рекоа ќе прекине да те боли стомакот кога ќе добиеш. Кога ќе родиш, и тоа секако не се случи. Затоа што нели не е тоа магичниот лек за се. И пак се сведува лекот за проблемите што ги имаме со менструалното здравје да биде делот на репродуцирање, размножување. И пак е оставено на самата себе. Ти треба да си го решиш. Ти остани трудна и роди, и ти се среди. Пак си сам на себе оставен. Да, и си оставен сам на себе и сега и тоа е исто така една горка тема што понатаму треба да повеќе се збори и повеќе да видиме и ангажмани од персоналот медицински што ги работи овие теми. Мислам, јас не можам да очекувам нели некоја голема свесност за овие теми кога нели ти го сподели искуството како се учи медицина за менструација, кога се учи исто така. Јас претпоставам дека уште се учи така. Не мислам дека нешто драстично се смената. Да. И го немаш тука моментот на разбирање кој е потребен помеѓу еден доктор и пациент. Па, за некои многу посериозни теми, не дека ова не е сериозна тема, ама никако и самите доктори се тие што дискриминираат. Не мислам дека секогаш е тоа намерно, но мислам дека едноставно не знаат како. Да, се согласувам. Цело време зборуваме дека не треба повеќе знаење, повеќе едукација и ова е на повеќе фронтови, затоа што моето лично мислење е дека не треба многу повеќе не само прогрес и отвореност во сите институции образовни, ама особено на факултетите и високото образование, да се отворат малку повеќе и да истражат, надополнат курикулум со нови информации, нови работи, а не да бидат оставени студентите со едни 3 скрипти од пред 50 години со неточни информации. Зашто ние имаме случаи или биле точни за пред 50 години. Точно, или биле точни за пред 50 години, ситуацијата сега смената, има некои нови работи. Така што, мислам, случаи не за медицински факултет, ама и да речеме на филозофски факултет пред неколку години од материјалите по психологија стоеше дека хомосексуалноста е болест. Добро, јас тоа го учев и во медицина, по психијатрија, по предметот неврологија и психијатрија, каде што лично јас на таа тема и на тоа прашање не сакав да одговарам така и знаеш како поминав, нели? Да, како ќе поминеш кога не сакаш. Види, тоа де факто са ние не можеме да одиме против историјата. Тоа во сите учебници и во науката се изучувало дека е болест. А ние не можеме да го негираме фактот дека се учело како болест во на Југославија.
се учело дека е девијација на општеството. Значи да не заборавиме дека било како такво, Апсолутно. но не може во денешно време кога еве ако некои луѓе кога трагаат што е нормално, што е ненормално, и науката го покажува спротивното дека тоа не е Да. болест. Да, не е болест од 1990. Ако на некој му треба научно подкрепување, ета и науката кажала ама дека исто не така е е болест. моментот и знаеш, се согласувам дека не можеме да негираме историјата и како било прецепирана, ама исто така не можеме да вадиме материјали сега. Не последниве можеме 20 да ја години. учиме. Да. Само што бидејќи мене ми смета и кога ние негираме што се има случајно, затоа што со тоа, исто кој со прашањата за жените и феминизмот, ние девалвираме нечија болест. Значи имало луѓе, активисти и граѓани што се бореле да се смени тоа. Се учело во тие учебници, ама дај да ги фрлиме тие учебници и да учиме тоа што како што е, бидејќи убаво на кафе надвор ми кажа, некако сме исплашени со соочување со факти, дури да има фусноти доли на некој да му кажеш дека еве ти нели бараш кој кажал, еве ти кој кажал, бегаме ние од фактите. Колку за менструацијата на светски рамки има некои факти нови, нешто што досега не се знаело, нешто што е табу на луѓето. Која е твоето знаење? Па не знам, мислам дека кај нас се е некако ново за менструацијата. Барам јас така се чувствувам. Сите менструални нарушувања не се нови. Барам за мене беа зашто никогаш претходно не сум слушнала дека постојат состојби поврзани со менструацијата. Јас знам само нарушување. кога, за сите што знам дека имале, дознавале кога не можеле да останат бремени. И Тоа е, мислам дека да. тоа не е сменето уште за жал. Да, ако отвори женски домаќински муабети, тука се сите моменти. Сега, да, гледаме кај млади кои почестуваат на кога ќе се по-свесни за ова, да се оди нели пред да се сака да се затрудни. Не знам, оно што е интересно, што многу би сакала понатаму да, пошто треба време за истражувањето, е да видиме како кога зборувавме нели за пандемијата и за вакцините, никој не седна да види како вакцините или ќе влијаат врз менструалниот циклус и менструацијата кај жената. Излегува некои истражувања, ама се уште не се конкретни, се уште нема доволно време. Што не е истражено. поминато доволно да, не е време. доволно време поминато за да се истражи. Тоа е нешто што баш би сакала да повеќе да се дозна и да видиме како се тоа може да влијае. Исто така, она што тек допрва ќе го почнуваме како разговор на оваа тема е квалитетот на менструалните производи и што се има во менструалните производи. Затоа што на светско ниво оние кои ги прават производителите на волшки не се обврзани да ги напишат сите состојки. Така што во овој момент Зашто никој не го едноставно било не се. гајле. Едноставно не било доволно гајле. Така што во овој момент ние не знаеме точно како вид на пластика или како таа влие на нашата здравје, на нашето тело, што се има во волшките. Има ли некој случај каде што некој имал некоја болест или инфекција или нешто добиено поради улошки или тампони? Па има еден синдром што е поврзан со тампоните, се нарекува синдром на токсичен шок. Односно дека со цел нели правилно и здраво да се користи тампонот, тој треба да се отстрани пред 12 часа. Значи максимум што смее да стои тампонот во едно тело е 12 часа, доколку биде оставен во телото подолго, има големи шанси за појава на овој токсичен синдром кој е фатален по здравјето. Има случаи каде што жени и нели починале од истиот, ама тука е моментот на едукација. Не е само Ма дали е еве ти тампон. истражено, дали е поради материјалот на тампонот или поради тоа што не можеш во телото да толку време Зашто да не имаш може во крв? телото да имаш Што толку за- крв. Ама сега, например, во делот на производите, нели зборуваме микропластика во водата, наваму натаму, сигурно не е уште истражено од сега, баш последнава година се покриваат разговори за да видиме што има се во волшките. Зашто не го пишуваме се тоа што има, затоа што вие имате нели пристап до тие одредени состојки што ги има, ама дел од нив може да бидат и тргнати и да немаме познавање за све што постои во волшките. И нели има одредени супстанции кои се забранети, не смеат Или да некој бидат. може би имал некоја инфекција па И се не можела третирала се- како некоја друга бактерија или сексуално преносила болест, се замисля да било од улошка.
без направен бриз и други истражувања и да се лечиш Тоа е со нешто што мислам историјата на женското здравје и користење на влушки, ние доаѓаме до момент кај што не знаеме што ставаме и што носиме со нас во текот на 5, 3, 7 дена. секој месец, Секој месец. 30 години и повеќе. Да, не го знаеме влијанието од истото, така што мислам дека со започнувањето на движењата за еколошка свесност, кои исто така се поврзуваат не само со екологијата и природата, се поврзуваат и со здравјето на луѓето и микропластиката и сите останати материјали кои се вештачки направени. Се покрена и ова прашање и многу ме интересира. Малце би било тешко да се направи некоја споредба, ама чисто да се направи некои истражување во нас што постои на влушките за да се бара поголема. Јас мислам дека сега повеќе не знаеме што користиме отколку до пред некое време или кога нашите баби ставале само памучни гази, вати, крпи, што барем знаеле дека тоа е памукот што е природен и што сите го имаат дома па го пеглале, нели, за да го дезинфицираат, или оние цик-цак влошки што се направени само од памук. Јас мислам дека проширувањето на пазарот на сите производи за менструација имаат зезнато работата и сега не знаеме што користиме, дека нашите баби знаеле многу повеќе што користат, бидејќи тоа било памукот што они после го перат, го вријат и сигурно бил многу постерилен и по нештетен за здравјето отколку сега што има 20-30 бренда, не знаеш што купуваш. Да, бледа на тимава баш кога ги спомнавме рекламите и сега производите, нешто што уште не ми е јасно зашто имаме миризливи влошки. Значи, влошки кои имаат парфем. Значи, парфем на нив и ние ги ставаме близко нашата тело. Исто така имам голем дел на абсорбирачки телото наше, кај делот на вагината, доста повеќе абсорбира работи отколку да речеме на друг дел на нашето тело. И ние ставаме парфеми. Зошто? Јас не знам, немам запознано една жена која рекла најдоброто нешто што се случи на пазарот на менструација, тоа што имаме миризливи влошки. Да, направивме креми без парфеми и органски шминки, ама ова треба да мириса. Да, тука е исто така моментот на кој му текнал, а сигурна сум дека не е жена, да имаме миризливи влошки. Не мислам дека се потреба. Незнаењето за користењето на секојдневни влошки, тоа го слушнав и читав сега баш едно истражување, колку всушност има направено проблеми и инфекции и компликации кај жени на нормалната пеха вредност нели на вагината поради тоа што некој од мал не учил или некој кажал дека не треба да имаш никаков секрет и треба да лупаш секој ден секојдневни влошки што исто така мирисат многу повеќе од обичните, а се прескапи. Да, прескапи се. Јас истро никогаш не користено вајда затоа што биле прескапи, затоа што тоа е некој луксус дополнително. Има многу жени што ги користат од тие причини. Да. Да мирисаме. Не знам тоа кој го измислил, ама се продаваат поради тоа едно време. Повеќето од улошките доаѓа заедно со секојдневни улошки по секоја цена. За да не знам зашто или има купуваш 2 пакетчиња улошки спојени, има сенка или римел како подарок. Не знам дали имаш видено тоа. Да. Огледалци исто така, некои такви работи за да се... Јас би била повеќе среќна колку и да е клише, некој чоколадо да стават. Или кетонал нека залепат или аналгин, на кој што му помага. Стварно, кога ме боли стомакот, не ми е до сенка за очи. Некој може би тоа ќе му помогне да се развесели, мене не. Може, јас мислам дека може да одиме со варијантата на чоколадо, пак тоа е... Ма да, мислам дека, знаеш, ние кога почнавме да зборуваме за менструација, си викаме, добро, ќе зборуваме за менструација, менструалниот циклус, фазите, ова, онајде, ќе зборуваме за менструална сиромаштија, за влошки, ама толку многу работи има во оваа тема да се зборува и толку многу простор, онака празен простор, што не е истражен, што се уште не зборуваме, а станува збор за нашето тело, човече. Значи, станува збор за нешто што не се случува секој месец, за нешто што ни влијае, за баш тоа што рече, значи, не ми е до сенката, стварно не ми е до сенката.
ова е поврзано со нашето здравје. На крај на денот менструацијата можеме да разгледуваме од аспект на општеството, од аспект на менструалната стигма, од како се перцепира, ама на крај на денот е дел од нашето здравје, менструалното здравје е здравје. И до сега било ставано некаде таму на крај, не сме зборували или сме зборувале само низ призмата на плодност, што не е доволно и треба на некој начин да прекинеме да гледаме менструацијата само низ призмата на затруднување, размножување, низ призмата исто така на планирање на семејство, туку да гледаме како низ призмата на менструација и низ призмата на делот нашето особено тело. со ендокринолошкиот дел, особено делот со хормоните, а да не е тоа поврзано со раѓање деца, бидејќи ние можеме да го негираме тоа или не, ама е факта дека нас жените, за жал или за среќа или како и да е, во месецот 14 дена ни се водени од хормоните. Не сите имаат мирен и убав PMS, не сите имаат мирна и добра овулација, има жени што имаат болки за време на овулација. И сега ние не можеме да избегнеме од фактот и од оној стереотип што сите катлераваа нервозна е добиено има. Во ред тоа се хормони што ние во нашето тело ги носиме, што некогаш имаат пикови и се многу високи во телото, туку дај некој да ни даде алатки и да ни каже како ние во тој месец да се снајдеме. Најдов еден, ќе ти го пратам, многу убав профил на Инстаграм, каде што жена објаснува за сите периоди од менструалниот циклус, за секој ден, кои промени ти се случуваат во телото, на кожата, на косата, во апетитот, за да можеш да се справиш и да живееш нормално. Затоа што не знам за тебе и за други жени, но мене, например, јас не функционирам последните 2 дена од PMS. Дај некој да ни даде алатки, да ни помогне како да функционираме нормално. Ние не можеме да избегнеме од моментот дека нашиот естроген, прогестерон и другите хормони никогаш се до плафон. Тоа ни е, такво ни е телото. Тоа е. Да, знаеш што, Леле, само ми текнуваат некои работи. Дури и општата едукација, ние како прецепираме менструација и менструален циклус, ги израмнуваме како едно нешто. Менструацијата е само една од фазите на менструалниот циклус. Ако годиш на школа или кога зборуваме, нели, ти имаш циклус, јас цело време имам циклус, цело време сум во циклус. Сега имам менструација, една од фазите. Нашето поимање за менструација од самите основи е некако настаклени носа, затоа што кај нас менструација, менструален циклус се поима како едно тисто, па мислам дека ја тука доаѓа тој момент каде што не сме свесни и добро менструација и PMS. Тој дел само ќе офатиме, а сите останати фази така си лебдат некаде, не интересираат, не сме информирани за нив и слично. Да, се многу важни. Еве, после мојот пораѓај, мислам тоа на сите жени им се случува, ти имаш огромно зголемување на естрогенот за време на бременост и потоа паѓа преку вечер, кога ќе се породиш, па имаме паѓање на коса, промени со кожа, со се. Не може ние да не сме образувани за менструалниот циклус. Затоа што сакале, некеле, тоа е. Значи, нас, со една пријателка се зезаме, нас пола од животот ни е поминат во хендлење на хормони. И сега не треба ние да го гледаме тоа како нешто лошо, или да не го збориме, току дај со тие хормони како да живееме, како да имаме квалитетен живот. Да, целосно се согласувам и нешто што можеби не те заборавив да го спомнам, е тема што исто така ќе зборуваме во подкастот Црвени муабети, е менопауза. Исто така не се зборува за тоа не се збори, да има само кога сака да се навреди некој дека остае таа нервозна е во климакс. Да. Тука е да тие некои работи, онака се поврзуваат и сега ние зашто пак ќе кажам, ние претежно сме млада екипа и зборуваме за овие работи, менопауза бевме како да, и за ова треба да зборуваме. Далечно ни е, така си кажеш, далечно ни е. Далечно, ама важно затоа што исто така како се хендла, како се управува со менопаузата, кога одиш на гинеколог, има многу физички симптоми со кои една жена треба да се справи, има начини со кои може да се справи, дали да се зимаат тапчиња, дали некои други суплементи што кај нас така. А помина заврши, чао. Сноѓај се само животот понатаму. И друга страна, многу болести се добиваат во самата менопауза. Значи, жените затоа и живеат пократко и имаат висок притисок, имаат диабетес и на повеќето им се појавуваат за време на менопауза. Мојата мајка, бидејќи
дијабетот е ке ни во фамилија, дијабетот е наследна болест, сега ако некого може да го скокне, ама често пати не, ама особено во менопаузата се појавува кај жените и ние не можеме да го избегнеме тоа, мајде како да се работи на тоа да функционираме ние нормално, зашто пази, молим те, матката ни се лупи и треба да добиваме. Да. Да, тоа се беше нака прашања што се есенцијални. Да се навратам на одење на гинеколог, ние 2020-2021 организиравме проекција на филм и дискусија. И филмот беше краток филм за менструална сиромаштија. Чисто онака да се крене свеста, пошто тогаш беше почетокот. 2020 летото мислам дека беше, тогаш беше само што почнавме ние да креираме, да правиме едукативни содржини на Инстаграм, пошто беше ковид. И направивме панел дискусија, кај што зборувавме за биолошкиот дел и за општествениот дел. Ја бев модератор, имавме две докторки гинеколози. И ние не очекувавме да има многу дискусија. Нова тема, никој не зборува, искрено. Дискусијата не беше толку за менструална сиромаштија, колку што беше целата публика што беше на тој настан. Да не речам, онака се потапува за микрофонот, да ги праша докторките, чекајте за ова, чекајте за ова. И темата од менструална сиромаштија, нели, нашата првична идеја која беше, баш се прошири општо кон менструалното здравје и свативме дека немаме, претпоставувам дека немале толку многу можности жените и луѓето што беа во таа публика, вака отворено да зборуваат со гинеколози, да имаат момент на поставување на прашања. Па затоа ми беше битно и да дојдеш и да збориме за ова, затоа што се зборува многу малце во медиуми, исто не е опфатена тема, тоа на почетокот го спомнав, но не секој може, мислам дека многу е важно и по овие прашања и новинарите да се образуваат и да знаат како да известуваат, затоа што еве лично јас имам некои признање, бидејќи јас сум медицинско лице. На крајот на криштата имам завршено тоа средно, имам лиценца, имам работено и сега нели не може да очекуваме дека сите би го разбирале тоа. Некој можеби ќе се спреми, но кај нас е проблемот што нема ни сектори. Па денеска ти ќе ми бидеш гостинка, утре ќе одам во суд, задутре ќе одам во собрание, па после ќе правам за некоја политичка партија и можеби тоа уште еден аспект на кој би можело да се поработи од секторот, мада што тука мислам дека не сме никој од нас да се пожали, за многу работи, за родови прашања, за политичко известување, за евроинтеграција, за се што може да ти текне, имало обуки како да се известува, но за оваа тема мислам дека е многу важно, еве јавно вака ќе кажам, за да ве држам за збор, да се обучат новинари, медиумски работници да известуваат нови теми, затоа што оние предавања кои ги имате вие и оние работилници се многу за помала група, не може да дојдат сите луѓе во МКЦ, но мислам дека ние медиумите може да бидеме гласникот што ќе помогне било кој човек што гледа подкаст, што гледа вести, да разбере за овие работи, зашто многу од работива ти што ми ги кажа, дел ги знаев, ама многу ги слушав прв пат и се зачудив. Да. Знаеш, искрено и баш ние зборувавме со ТИТ, организацијата што која заедно го организиравме настанот во МКЦ заедно со Хира. И една од клучните работи зашто беше МКЦ, затоа што се поставија диспензери со бесплатни менструални производи како прва јавна установа. И голем дел од медиумите тоа го пренесоа, нели само како вест. Како вест нешто без нели некоја дополнителна вредност. Пред се не можам да го земам тоа за зло, јасно ни се времињата во кои живееме и предизвиците кои се случуваат на нели. Битно е да се пренесе вест, како ќе се пренесена и се согласувам дека треба да се работи со медиумите и она што ние го имавме како дискусија понатаму што после овој настан е баш да се стимнеме на едно локално ниво и затоа што од 2020 па наваму имаме направено некои мале чекори на оваа тема. Не можам да речам дека не сме направиле ништо. Се намали ДДВ-то, тоа е еден голем чекор. Први сме меѓу првите во регионот и кога бивме на регионален настан сте беа како го направив тоа. Но второто нешто веќе во неколку документи веќе почнуваме да зборуваме за овие теми и една тие и стратегијата за млади која излезе минатата година заедно со акциониот план, каде што се предвидени креирање на така наречени локални фондови на ниво на општини со кои ќе бидат снабдени, односно ќе бидат купени менструални производи кои понатаму ќе бидат дистрибуирани бесплатно во средните и основните училишта на општинско ниво.
И тука свативме дека ни е потребно да зборуваме со луѓето кои работат во овие општини, дали се тоа советници, дали се тоа граначалници, за да изградиме таа свест, пошто искрено ние досега сме работеле пред со млади луѓе, ние сме на Инстаграм најактивни, настаните да речеме се случуваат на типично младенски места. И почна идејата од еден момент на врсничка едукација помеѓу нашите вас врсници. требаат и родителите на тие деца. Да, ама сега некако се шири, не требаат родителите, не требаат медиумите, не требаат и општините, не требаат сите. И тоа е еден момент каде што не требаат сите за стени, требаат сите, ама треба малку и ние да го смениме фокусот и планираме да го смениме малку фокусот на работа, каде што ќе на некој начин ќе таргетираме и ќе работиме со луѓето кои се во овие општини, да им дадеме нели поддршка, помош во однос на како би можело ова да се имплементира, затоа што навистина би ми било жал ваква прекрасна иницијатива и ваква прекрасна ставка, да не речам во акциониот план во стратегијата за млади, да остане само нешто што е на хартија напишано, а да не се имплементира, иако е реално потреба, оно што не го спомнавме дека една во 5 средношколки барем еднаш во животот била во ситуација да не може да си купи менструални производи, а една во 3 жени е бројката за оние учеснички во истражувањето кои беа над 18 години. Ова не е моментот немав, туку немав пари или купувам поевтини влошки кои можеби ќе треба почесто да ги менувам, за да може да имам како Една било. во 3. Една во 3 жени се случува барем еднаш во животот да нема пари да се купи влошки и една во 5 средношколки. Па да, затоа и мислев дека темава е тема за во мојот подкаст, затоа што за некој може ќе рече све средија во држава, уште менструацијата остана, ама и овие бројки кажуваат дека менструалното здравје на жените е на маргини. Помеѓу другите права што ни се нарушени, некои за жал што ги немаме, е и ова е на маргини, тоа што не можам да замислам да немам улочки и да имам менструација. Што би правил тоа? Ќе седиш дома под туш? Не знам, не можам ни да замислам пошто не ми се случило. Тоа е мене доволно стрес ми создавало да сум излезена, па да немам влошка, па да треба да Или ставам да си хартија и да стигнам до дома како моментот. Или кога си на пат. Или кога си време. на пат. Ама во тие ситуации сум знала дека ќе дојдам дома ќе имам влошки. Кога тој страф и таа анксиозност и нели стрес под кој треба да се во случај чека ставам што е било, па ако протече, па што понатаму, така што за жал тоа е реалноста за девојки и жени во нашата држава. Да, и понатаму оној срам што викаш, ето го спомна срамот со да не ми протече, па јас ќе одам пред тебе, види. Да. И тоа го правиш, ај види, не кажуваш тоа, само Тоа треба да се мислам дека разбереме. е универзално за ај да видиш и пакувањето на улошки нели во весник, ами ми уште една поинтересна работа што сум ја забележала од многу луѓе. Јас порано тоа го правев, нема да лажам, кога као мислиш дека се дила друга. Да немаш улошка. Или со да немаш улошка и вака се дава. Под маса се дава, под рака, као да греф имаш некој направено. Не знам дали тоа меѓу вашиве муабети го имате забележено, со давање под рака улошка, затоа што е срамота да кажеш на глас во полна просторија. Да, 58% од средношколките си уште ги кријат влошките имена. Ми се случувало и после еден момент бев како чеке, зашто се криеме? Да, на сите ни се случувало. Имаш влошка? Не е несвесна, така некоја несвесна одлука дека треба да се крие, дека не треба да знаат другите или кога што си на маса со повеќе луѓе и одиш до тоалет и мора да ја земеш ташната или да е набутано и скриено, за не да Боже ти се во кафич да одиш со улошка што е спакована, значи не се шета некој во кафич со искористена улошка, ама да не те види некој па буташ по џебови. А како сега се дизајнирани влошки да се толку па мирисат, тоа како ташничка треба да се ги носиме, ама да, тоа се некој, знаеш, не можеш да речеш од каде сум го научила тоа дека не треба да извадам вака влошката и да не, свесно го научени сме така, не дури не сваќаш. Така некои моменти гледаме дека другите тоа го прават, а добро јас ќе го направам тоа, зашто другите го прават. Да, пред да почнеме зборевме за менструалните чашки, што менструални чашки се викат, си преведува во глава. Гледам дека кај нас се продаваат, на неколку места ги има.
Цената е веројатно иста како секаде во светот, не гледам нешто многу разлика да има, доста скапи се за македонски стандард, но исто има сега еден момент на тоа поради одржливост не загадуваат, ја купуваш еднаш, се чисти, се дезинфицира, но колку нашите услови, ако ти не можеш во едно училиште или на работа со многу вработени да смениш тампон, што правиме со менструалната чашка што малце поинаку се користи? Да, секогаш сме на некој начин на темава, особено во делот на одржливост и менструација, со една задршка сме, затоа што да, убаво е да се грижиме за животната средина и доколку некој тоа го прави, прекрасно за него, како што волшките не се за секој, нели, секој има право на избор да одлучи кој вид на менструален производ ќе го користи во текот на менструацијата. Важно е да се спомне дека мора да поработиме и на условията, не е поентата, нели, да користиме по секоја цена менструални производи за повеќе кратна употреба, туку да имаме и простори кај што може да ги смениме. Значи, станува збор за пристап до тоалети, јавни тоалети во кои има вода, јавни тоалети кои постојат. Еден. Да. Може таму требаше да почнам. Јавни тоалети во кои има вода, јавни тоалети во кои има сапун, јавни тоалети во кои има, не знам, момент да се заквучи вратата што користиш, а не треба вака да се држиш и да се браниш. За качалка ако носиш нешто, некоја ташна или слично. Во светски рамки постои така наречен модел на тоалет за управување со менструална хигиена. Кај нас може да се забележат во некои објекти, во некои не, зашто станува збор да не е ова некој апстрактен концепт, а што вели тој стандард за тоалет за управување со менструалната хигиена е да имаш чешма и тоалет, значи тоалетна шуја во иста кабина. Кај нас генерално тоалетите се направени да имаме нели чешми на едната страна, а кабините само со тоалетите се на другата страна. Овдека се препорачува тие чешми да бидат ставени во една кабина. Па секоја кабина да си биде еден свој микротоалет со цел, ако станува збор, значи да си измијат рацата пред да смениш менструалната вошка, не да измиеш раца да отвориш вратата што си таа чепкале и сега да менуваш. Дали тоа станува збор за вошки, дали станува збор за чашки, или тампони за чашките во случај да историш да може да исплагнеш и да вратиш. Ние тоа го немаме. Ние немаме многу работи, па да стигнеме до инфраструктурата. Веќе. Да, ма тоа што го зборуваме дека стварно и ние ќе направиме една нели едукација за менструација, менструална стигма, сиромаштво и ние ќе охрабриме луѓето да истражат нови менструални производи, ама реалноста е дека тоалетите ќе останат исти. И реалноста е дека тоалетот може ќе биде и клучен момент зашто една личност нема да се посегне по ова. Нели, јас се обидов во време на ковид да испробам да користам такви наречени вошки за повеќе кратна употреба, тоа се памучни. Да, што се преперуваат. Да, што се преперуваат и бев дома, беше ковид, немаше кај да мрдам, а се уште ме представуваше дополнително, не можев баш да се снаидам. Добро, од тогаш до сега и сменати се има и повеќе на пазарот, во делот на колкави абсорбција, тогаш на почетокот немаше многу избор. И искрена ќе бидам, мене тој начин не ми одговараше, но што мене ми одговара е да направам некоја комбинација, можеби на крајот на крајот на менструацијата да користам вошки за повеќе кратна употреба, кога немам толку обилно крварење во текот на другите денови. Или кога можеш и да седиш дома, ако не треба да седиш дома исто така, да. Така што ние можеме, она што можеме ние да го направиме е да ги информираме девојките и жените за какви производи постојат и тоа што го правиме ние на работилниците, правиме така наречена работилница каде што ги гледаме придобивките од едни производи и некои недостатоци, затоа што мора да бидеме реални, нели, за да донесеш ти најдобрата одлука за тебе, мора да бидеш свесен со све што е возможно. Да дадам информации и личностите во согласно, нели, нивниот животен стил, можностите и слично, направат одлуката за каква тие и кој менструален производ ќе користат или пак дали ќе прават комбинација од тие што се достапни. Па да, мислам дека така е најфер. Да, точно. И секој според, затоа што сега доволно за многу работи сме осудувани, не можеме некого да и да осудуваме што избрал со своето тело да прави, какво, дали ќе користи тампони или чашки и се, затоа што некако за убаво што вака го правите, затоа што за многу работи имам сватено дека ние само купуваме нешто од странство, кажуваме тука, не е се применливо.
Мораме ние да рециклираме за нашиот менталитет, за нашите услови, за се. Супер би било сите да користиме менструални чашки, но дај прво да ги натераме институциите, властите и сите од држава да стават сапун во тоалетот. Па за другово ти што го збореше, ќе стасаме пополека, се надевам. Чекор, да. Да стасаме и до таму. Се уште нешто вака за крај да заокружиме, а тоа е менструалното отсуство. Спомена дека повеќе од 30 дена ученичките не одат во училиште во тек на 4 години поради менструација. Многу жени земаат слободни денови, односно користат денови од својот годишен одмор, нешто што им останало, или па чисто пати знам на многу што им се случувало, ми се случило и мене да земам ден што нема да ми биде платен, затоа што поинаку немаш избор. Шпанија, сега ќе ме поправиш, мислам дека е првата земја во рамки на Европска унија што го изгласа лани законот за менструално отсуство. Ние дали почнува некоја дебата да се покренува за тоа. Гледам по другиве земји веќе активно се збори меѓу другите работи, но што точно би значало тоа дека ти имаш право на менструално отсуство од работа? Да, па тоа е многу добро прашање. Инаку да, Шпанија е прва од Европа, но морам да кажам дека менструалното отсуство не е нова тема. Например, има земји во Азија, специфично мислам дека се Јужна Кореја и Јапонија, кои имаат имплементирано политики за менструално отсуство веќе 500 на години. Не ме чуди за Јапонија. Сега тука е моментот за менструалното отсуство е доста поларизирачка тема во однос на тоа дали треба, дали не треба и што подразбира менструалното отсуство. Оно што можам да кажам е дека секаде постои различен систем. Некаде менструалното отсуство се сметаат денови кои се додаваат на оние заболедувања. Во некој случај се денови кои се во склоп веќе од деновите кои ги имаме наболедувања па одредени да бидат наменати од таа вкупна бројка. Што е менструалното отсуство во Македонија ќе биде тоа што ќе одлучиме ние да биде и нели ако поактивно се земеме став во делот на застапување. Веќе почнува да се има дискусии кај нас, баш имаше пред некој ден емисија каде што се јавуваат луѓе од публиката за дали би сакале, дали сметаат дека вакво нешто треба да се направи. Морам да кажам дека голем дел од гледачите не сметаат дека не треба да се имплементира менструалното отсуство. Тоа е секако нивното размислување. Баш тоа ти што кажа е важно затоа што очигледно жените и без тоа менструално отсуство и со отсуствуваат од работа, отсуствуваат од училиште. Така што на овој начин само ќе се не да кажам легитимизира, туку ќе се препознае дека ева, овие се тие денови. Има различни системи, има понатаму и како тоа би се регулирало. А како е во Шпанија регулирано? Мислам дека и тука е тоа моментот. Мислам дека во Шпанија е тоа што се зима потврда од доктор. Така, и тоа претпоставував, затоа што И сега замислете секој месец да треба да зимате потврда од доктор дека ви имате проблеми со менструација. Па мислам, веројатно го имаат решено да Се уште на почетокот на имплементација, така што ќе видиме за некоја година дали ќе излезе некоја студија делот на кои се нели недостатоци кои се придобивки. Она што можам да кажам па за земјите од Азија е дека во делот на зимање на менструално отсуство многу влие менструалната стигма и нивниот менталитет, па иако постои како политика долго време, голем дел од жените не го користат, затоа што сметаат дека ќе бидат дополнително стигматизирани, осудувани и дискриминирани поради ова, бидејќи нивните колеги ќе знаат дека они имаат менструација и не доаѓаат на работа, ќе се сметаат дека не се толку нели вредни работници, мрзеливи и слично. Проблеми. И поради таа стигма, затоа што нели супер е ти да имаш политика, ама ако не работиш на свесноста, дали таа политика ќе се имплементира како што треба? Кај нас на анкета имало дека не треба да се донесе. Да, имаше емисија Црвена линија, баш со разговори и голем дел од луѓето јас што успеав да посведочам е дека имаше жени и мажи кои се согласуваат дека би требало, ама прашањето пак се поставува затоа што ова не е нели само граѓани и држава, туку го имат и приватниот сектор, па како би одале тие преговори, кој ќе ги покрива тие трошоци. Ама да, голем дел смета дека тоа е нели гвумење во дело, да не наречам. Кај нас мислам дека таквиот став доаѓа од тоа што еве го спомена ти наставникот по физичко,
што секако дека не требало така да изреагира, не сме така да изреагира, но ние сме познати по тоа што сакаме секогаш да го заебеме системот и што сигурна сум дека некој ќе најде начин како цело време да не е на работа. И може би предрасудите на луѓето и одбивањето на прва топка за нешто што е важно, значи некој не може да оди на работа. Ние одбиваме од старт добри иницијативи и политики, зашто сме убедени дека системот ќе најде начин, па денови за менструално отсуство и маш ќе земе, јас сум убедена ако дое тој закон, бидејќи ние секогаш наоѓаме како да ги зезнеме законите. Да, голем дел од луѓето што рекоа беа ќе се злоупотребува нешто и тоа е, да, претпоставувам, почнувам од моментот дека не си веруваме, да. Тоа е, не, види, тоа е реалната состојба, нема што да оправдуваме, тоа е мислење што постои, што го делат голем дел на луѓе, затоа што знаеме каде живееме. Знаеме дека се случували моменти, дали на школа, дали не, јас не можам тоа да го негирам, ама исто така да буткаме цела политика заради тоа. Почни злоупотреба на еден куп на социјални политики, луѓе што земале социјална помош, но немале потреба. Да не ги редиме сите злоупотреби на системот и прекршување на многу добри закони, што за жал биле прекршени дали од работодавач, дали од работник, дали од било кој, но тоа што и вие мислам дека нели го правите и треба да го правите, и ние медиумите преку вакви теми е како да ја вратиме довербата во институциите, во невладиниот сектор и во медиумите, за да некој кој ова ќе го гледа ќе рече па многу стварно е важна темава. Да. Некој да рече ајде сега се средјавам, јас сега за улошки ќе зборат. Точно се согласувам и мислам дека тоа е така еден долготраен проект на кој сите активно треба да работиме и дека не е туку така, туку е сериозно кога луѓето не веруваат во институциите, не веруваат во организациите, не веруваат дека постои систем кој е тука да ги заштити нив пред се. Затоа што ова се системи за заштита на граѓаните и нивните права. Еве тебе ќе те прашам истото, може и самата си го пустам, колку ние во целиот живот и секогаш веруваме во институциите или почнуваш од себе, а ние ја маваме главата од зид за некој да ни верува и тоа е еден круг кај што е така како што е за жал. Фала ти, Теодора, многу. Ова ми е чудно, ти кажав дека не среќавам Теодори многу често, може би е сега често име, ама јас не среќавам. Фала ти многу што зборувавме за ова. Видов дека супер сте си поминале во МКЦ, затоа не зборувавме многу, ама опфативме се друго. Се надевам дека ќе се видиме пак и пред камера, вака низ град секако, на некој нареден проект ќе не известите што работите и мило ми е што си отворена да зборуваш за оваа тема. Фала ти многу и на тебе, Теодора, за поканата и баш ми е мило дека креираме се повеќе вакви јавни простори на социјални мрежи и во физички простори каде што можеме да зборуваме на овие теми.